можам да кажам дека ми е драго што сте тука, затоа што во стилот и во манирот на вашиот лидер, на вашата партија, се обидовте кукавичко јајце да снесете, знаејќи дека една минута е можноста за да ви одговори професорката и сакавте да исфлекате нешто што не може да биде исфлекано. Но тоа е нешто што вие лично, вашата партија не можете да разберете. Дека во ова општество има луѓе кои што не се исфлекани, луѓе кои што се квалитетни, луѓе кои што имаат реноме, кои што имаат дигнитет, кои што имаат честитост и еден многу клучен збор, една многу важна карактерна особина, а тоа е достоинство. Достоинствени да бидат. Да си го изградам собствениот став и да си бидам до него аргументирано, затоа што такво ми е достоинството. Достоинство да си одбранам свое име, достоинство да си бидам свој на своето, достоинство да си ги бранам своите ставови, достоинствено да си го бранам својот дом каков таков на мое. Вие тоа не можете да го разберете. Да можевте тоа да го разберете, вие сега немаше да понесувате вакви законски решенија, кои што немаат никаква врска со правното познавање, толкување и така натака. Вие најдовте да ја опоменувате професорката, дека граѓаните ќе ги кажеле. Сега јас ќе ви кажам вас, што вас почитуване ќе ви кажат граѓаните. Вие поднесовте закон со кој што ги амнестиравте криминалците да не одговараат. Вие лично. Еден кренар лога со неговото поведение не сакаше да го подпише тој закон. Вие лично го подпишавте. А знаете ли од каде доаѓате вие? Вие сте таа која бевте одговорна на онаа комисија за избор на председател, каде што ви го насадија Ковачевски Димитар. Вие бевте таа која бевте одговорна на комисијата за правни прашања на партијата, која што, ако немаше правда, немаше да има мир, кој што мафтавте со знаменца СЈО, кој што ќе ги праќавте во затвор братучедите, денеска додека вие седите тука, едниот братучет хотелиерот доби освободителна пресуда. Зошто? Заради Викторија Аврамовска Мадиќ. Таа која што доаѓа од партијата, во која што Вибер група, Артан група им кажува денеска како ќе се однесуваат и кого храбро ќе бранат во собранието. Таа која што сега пред нас ќе брани закон за конфискација, замислете, без правосилна пресуда. Затоа што обвинителот така сакал. Затоа што обвинителот така сметал. А кој е реномето или кредибилитетот вие да се повикувате дека некој обвинител ќе можел да бара конфискација? Вие, кој што ја направивте Катица Јанева обвинител? Вие, кој што ја направивте Вилма Русковска обвинител? Или вие, кој што го направивте Љубомир Јовевски обвинител и кандидат за уставен судија, кој што потоа ви кажуваше дека требало барем 2-3 реченици да му кажете? Откако го искористивте и го фрливте во буништето на историјата. Па вие ли ќе кажувате во оваа држава какво право треба да има обвинителот? Го гледам вчера оној господин изгубен во време и во простор, панично малајки во говорницата. Победа, 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 ќе победел, тој ќе победел. Тој ќе победел, народ не им вика здраво на улица, тој ќе победел, тие нешто сега аплаудираат. Го гледам таму оној залутан криминалец кој што пред неколку дена беше растурен на национална телевизија за пасошите. Веќе не ми е ни смешно тоа што го објавувате и тоа што го кажувате вие и вашата партија, затоа што нивото не ми дава до таму да се спуштам и да ви ги кажам зборовите кои што народот надвор од оваа сала или надвор од удобните фотели кои што ги имате за последното изурпирано од министерствата, го збори за вас. И господинот вика победа, победа. Бојан, еден нека биде ова, дуел со заменичката, држи се на точката од дневен ред. Имам поширок контекст мисловски, знаев дека ќе ме прекинеш, ниту можеш да ме извадиш од тоа што сакам да го кажам, затоа што не ја не ќе да те вадам од нигде, него сакам да ти укажам дека треба да збориш по точката од дневен ред, но еве забележувам дека е окей еден да биде. Да. Па и да сакаш не можеш да ме извадиш од никаде, но дозволи ми да ти кажам, несопирлива инспирација имам додека ја гледам оваа господја која што толку силно го одбрани криминалот во државата. Доаѓа тука со завршен правен факултет, вака да се однесува на еден реномиран професор кој што е почитуван во планетарни рамки. Сега да збориме за друга работа.
Знаете тоа што значи? Тоа значи дека утре некој обвинител ќе му текне да конфискува имот по слободна волја, така како што сака. Ама кој имот, почитувани граѓани? Не имотот на Заев. Не имотот на оние бандити кои што пред 5 години ја испокрадоа државата, затоа што токму оваа господја кој што доаѓа тука да брани право и правда предложи таков закон за да има амнестија на криминалците. И сега, вие сте прва таа која што треба да биде конфискуван имот во вредност од 70.000 евра. Знаете зашто? Затоа што вие додека бевте секретар на градот Скопје, се направи најскапиот вебсайт во овој дел од Европа, а може би во светот. Не знам каков е тој вебсайт, но јас знам дека ако ова го повторувам неколку пати во говорот, може би ќе стигне до Илон Маск, па на платформата X вас ќе ве ангажираат да кажете каков вебсайт сте направиле од 70.000 евра, заедно со вашите пријатели твитерџии, со кои што шетавте низ улица Македонија и кои што потоа ги вработивте во градот и во владата, за да може да пишуваат статуси на Твитер, за да може да пишуваат статуси на Фейсбук. Вие сте партијата која што во изминатите 7 години го зацрни правниот систем. Вие не да направивте само една, вие направивте 100 дивоградби во Уставот и во законите. Вашата дивоградба најнова која што сега ќе ја донесете е исто така со онаа црна листа во која што без суд, без судови ќе можете некој да го ослободите или да му одземете се заради тоа што вие така сте решиле. Дали вие мислите дека одлуката да снимите еден ефтин ремейк од боливудска верзија на спасувајќи го војникот Рајан, сега спасувајќи го војникот Зоран, спасувајќи го војникот Али, спасувајќи го војникот Артан, спасувајќи го војникот Димитар или цела онаа плејада на баталјони на криминалци од владата со име и со презиме пишувајќи ги во законите за бришење на нивните злодела дека некој ќе биде амнестиран од одговорност. Нема да биде никој амнестиран од одговорност. Немојте да се надевате такво нешто. Ние сега со нашите одлуки, ние сега со нашите кадровски понуди, како што таа што не можете да ја замислите, како што таа што не можете да ја антиципирате, затоа што знаете дека таму да е да, а не е не. Таму не може да одлучува Артан Грубина по раките на Вивер. Таму не може да одлучува Ковачевски Димитар или Зоран Заев од Хотел Парк од Струмица. Таму се односат одлуките согласно само еден акт, односно два. Тоа е Уставот на Република Македонија и позитивните законски норми. Таму не може да носат одлуки луѓе кои што пред се им е криминалот во политиката, а потоа се друго. Тогаш таквите луѓе нема да прават компромиси, ниту со едните, ниту со другите. Тогаш во оваа држава, која ќе почне да се одговара пред правосудниот систем, така како што треба, така како што секаде се одговара, тогаш ќе видите што е вистинско соочување со правдата. И тогаш, како што се што ви се случува изминатите 7 години, оние ваши инсталирани кукли од куклината представа наречена шарена револуција, кои што само што ќе ги шутнете на улица, излегуваат и кажуваат: тој ми вршеше притисок, овој ми вршеше притисок, не можев да работам од овој ме спречуваше само што имав индиции да отворам истрага. Истите тие на кои што сега им давате вакви можности ќе се обидат да ве ловат вас. Ма знаете што? За ваша среќа, не за моја, не за среќа на ВМРО ДПМН, за ваша среќа. Такво нешто нема да биде дозволено. Тој што ќе дојде да дава дарови како данајците, со отворени раце каже: шефе, што треба да судам, како оние кои што зацрна судбини, кои што судеа луѓе за тероризам, кои што судеа луѓе да бидат далеко од нивните семејства за ништо, на клоци ќе бидат избркани. Нас не ни требаат поданици, нас не ни требаат послушници, нас ни требаат луѓе со достоинство. И јас затоа така го почнав мојот говор. На вас ви е тоа нејасно. Зборувајте што сакате. Апсолутно не ми е грижа ниту на мене, ниту на граѓаните. Останаа уште 55 дена. Оној што лупа поговорница, 55 дена. 24 април, а потоа 8 мај. И потоа ќе видиме кој на оваа држава и каква фактура му испорачуваат граѓаните. Реплика заменичката на министерот за право.